А сега, на крајот ќе става особено спроводство да поканам председателот на Република Македонија Васил Георгиев да земе склон и да ја поканам. Почитувани ученици, студенти, професори, Ваша екселенција, дами и господа. Со големо задоволство прифатив денес да бидам со вас на почетокот на овогодишниот циклус на државниот натпревар за најдобар бизнис план за средните училишта во Република Македонија. Верувам дека овој традиционален натпревар полека, но сигурно ја гради новата генерација македонски предприемачи, врз кои ќе се темели македонската економија. Ценети присутни, време е да создадеме иднина за младите, но да создаваме и млади за иднина. Сметам дека знаењето, иновацијата, предприемноштво се трите столба врз кои треба да градиме и иднина и млади. Дозволете да образложам зошто е тоа такво така. Светот се менува. Овие промени се потикнати од демократијата, економијата втемелена на слободни иницијативи и научни откритија. За да го фатиме чекорот со овие промени, треба да ги снабдиме нашите граѓани со знаење, да ги развиваме иновативниот и предприемачкиот дух. Токму тоа го правите вие денес. Предприемачството подразбира посетување на моќ за надминување на јазот меѓу знаењето и реализацијата. Како што бројот на луѓе што има таа моќ ќе расте, ќе имаме подобра благосостојба држава која ќе ни заедно. Почитувани, во Европската Унија веќе е општо прифатен ставот дека предприемаштвото е главен двигател на иновациите, на компетитивноста и на економскиот раст. А предприемаштвото не доаѓа најмногу до израз кај големите национални и мултинационални корпорации, туку кај малите и средни предпријатија. Онаму каде што најдобро се гледа човековата инвентивност и непосредност, но и одговорност во раководењето со бизнисот. Додека светот се уште закрепнува од глобалната економска и финансиска криза, малите и средни предпријатија се барометар за успешноста на една национална економија. Затоа треба да ја охрабриме работата на младите, на малите и на средните предпријатија, кои се носители на економскиот развој на секоја успешна земја. И тоа не само со зборови, туку со конкретни чекори. Токму овој натпревар е таков чекор за создавање на предприемачка клима. Почитувани колеги, пред да станам председател, бев универзитетски професор. И секогаш велев и сега велам дека наша улога е знаењето да го предадеме на младите генерации. Токму во тоа е и суштината на зборот предавач, да дадете некој. Во периодот кој следи, вие ќе имате можност да ги упатите овие млади луѓе како преку идеите, трудолюбивоста и истрајноста да го градат личниот и колективниот успех. На тој начин придонесувате кон развојот на Република Македонија и кон промовирање на вистинските вредности во општествениот и економскиот живот на земјата. Со други зборови, успешно македонско предприемништво значи и успешна Македонија. Иновативниот и предприемачкиот дух треба да се потикне од најрана возраст, да се гради во текот на средното образование и да се усовршува во високото образование. Економските, природно-математички, техничко-технолошките факултети се столб за развојот на предприемаштвото. Во нив треба да се гради и усовршува овој предприемачки дух на овие млади иноватори. Сите овие таленти кои се запишуваат на овие факултети, по дипломирањето да бидат успешни предприемачи, иноватори и лидери кои ќе може да ја променат иднината. Почитувани ученици и студенти, многуми нас сонуваат за успех, но победници се само оние кои ќе се пробудат од сонот и ќе работат напорно за да дојдат до успех. Денес, вие и ученици, и студенти сте тука за да почнете да работите на остварување на вашите соништа. Но за да дојдете до посакуваното, треба да имате и нови идеи. Една мудрост вели, по скалата на животот не се качува со рацете во джеп. Треба рацете нешто да сработат. А тие ќе сработат на основа на идеите кои ќе ги промовират.
А исто Јанштајн рекол, логиката ќе ве однесе од точка А до точка Б. Имагинацијата, фантазијата ќе ве однесе на секаде. Затоа, отворете го умот и размислувате надвор од сите шаблони. Така ќе дојдете до нови идеи и нови решенија. Ако не создавате големи корпорации, тогаш создавате мали и средни предпријатија, но со нови идеи и нови иновации. Бидејќи сите постигнувања, сите стекнати богатства се раѓаат од идејата. На вашиот пат кон успехот, понекогаш ќе треба да носите тешки одлуки. Некои од вас можеби ќе направат и грешки, но грешките може да бидат добар учител, исто како и успехот. Вие, младите предприемачи, не треба да се задоволувате само со добивање знаење и информации. Стекнатото знаење треба да го користите креативно, да произведувате нови технолошки знаења и истите да ги пременувате во практичниот живот. Само така ќе бидете конкурентни на пазарот на трудот и ќе бидете во предност пред вашите врстници од регионот и светот. Секој ваш успех, секоја ваша успешно реализирана идеја, сите ваши успешни бизнис планови се чекор кој не води кон подобар и подобар живот. Затоа, на почетокот на овогодишниот надпревар за најдобар бизнис план во средните училишта на Република Македонија ви посакувам многу успеси. Благодарам.